но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покраниш, тоа не можеш да го направиш. Имам. Добро, дайте само Можете да сте саркастични колку што дайте уште сакате. една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја реди. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Добро вечер во аргументи. Европскиот парламент вечерва треба да седава и да расправа за ситуацијата во Македонија и можеби да го изгласа извештајот, кој повеќе пати се одлага. Но освен Европскиот парламент и нашиот парламент еве 8 дена заседава, личи секој ден еден на друг, како еден филм имаше со наслов Денот на Дабарот, да не го раскажам, но еден човек се буди секој ден во еден ист ден и се случува постојано нешто исто, таков и нашиот парламент, но веројатно нема да трае бесконечно кризата во која се наоѓа Македонија. Дали нашите политички субјекти ќе најдат сила да се договорат за излез од кризата, дали ќе биде тоа само иницијативно или малку и под притисок од меѓународниот фактор, останува да се чекаме, но сега за сега се уште сме во една неизвестност, бидејќи пратениците се во парламентот, граѓаните се на улица. Како тоа ќе се расчисти, останува да видиме. Ние наше е да расправаме и да нудиме аргументи за можни излезни решенија или да ја коментираме актуелната ситуација и надвор и внатре во институциите на државата. Ќе расправаме со господинот Никола Србов. Добро вечер. Добро вечер. Со господинот Чедомир Давјановски, прв пат во аргументи. Добро вечер, господин Давјановски. И господинот од шпицата, господинот Оливер Андонов. Господин Андонов, после таа дебата расчистивте со вашиот имењак и земјак? Не. Ништо да расчистите. А што требаше да се расчисти? Ние сме на сосема спротивни позиции по однос на националното прашање и функционирањето на македонската држава. Добро, манифестот вели дека треба да има диалог. Јас сум за да има диалог и сплотеност по основните национални прашања. Ама од утре натаму, до сега. Не, од секогаш. Да не. Значи расправата, диалогот значи да се дојде до нешто заедничко. Да, но има работи за кои нема диалог. Кога се во прашање клучните национални интереси, некои прашања не заслужуваат одговор. Не сите прашања заслужуваат одговор, но за некои прашања нема зошто да се дебатира. Клучните национални интереси и виталните национални интереси не се предмет на дебата. А за се останато може. И тоа е за дебата, бидејќи секој поинаку ги толкува. Клучните национални интереси се зачувување на територијалниот суверенитет, интегритет и целовитоста на државата и опстанок на македонската нација. Точка. Добро. И тие се универзални за секоја држава. Секоја држава ги презема како такви за себе. И што е проблемот, ги рушили некои тие? Апсолутно. Да, Е, тоа ќе разговараме. Ќе разговарам. Да видиме, еве во собранието, 8 ден, така, дебата. Да. До кога може да трае оваа конститутивна седница, господин Давјановски? По вас? Правнички или политички? Ја прво морам да Љубиша да ти приметам и на тебе. Ја додов како правник и мислам дека господова што сме тука сега ќе збориме за правните елементи, али не се правници, ја не знам сега како ова ќе изведеме оваа емисија, него боред ќе изведеме многу добро. Јас сакам да зборам за правните аспекти, иначе све друго секој може да мисли или овака или онака со право. Али за правните аргументи, тоа што е устав, тоа што е закон, тоа што е деловник, мораме сите да го читаме онака како што е. Па очигледно, добро, се случува да го читаат сите различно. Тоа е проблемот и затоа мисле со правници да видиме да, али дворете ќе поразговараме да видиме кој што како мисли, кој му се. Повелете, ставовите. Вашиот став ме интересира, бидејќи сте веќе и во собранието работите, вие сте правник, го познавате деловникот. Дали се работи деловнички, бидејќи има забелешки од СДСМ дека председавачот не го почитал деловникот, дека тука е проблемот. Значи, од аспект на процедурално или деловнички имали крај оваа конститутивна седница?
Нема затоа што нема желба некаде во парламентот. Процедурално во еден дел се запазува деловникот, во дело дека секој има право на реплика. Меѓутоа, ова е конститутивна седница. На конститутивната седница прва точка е верификација на мандатите на пратениците, таа е завршена. Втора точка е избор на комисија за прашање на избор и именувањата. Сега не е коректно да зборам што се дискутира све на парламентот, али воопшто не се дискутира за таа точка што е на дневен ред. Значи, процедурата е запазена во смисла дека секој има право на реплика. Меѓутоа, надвор од прашањето, кој е на дневен ред, секоја дискусија е сувишна или нешто се сака да се одлага. Сега што? Тоа народот гледа, веројатно. Што сака, нема да шпекулирам, меѓутоа деловнички не може никој да збори надвор од точката на дневниот ред. Затоа председателот, односно председавачот, треба да го прекине, ако е нешто надвор од дневниот ред, да го помене еднаш, вториот пат да му го исклучи и да го отргне од бината, од говорницата. Тоа е за мене што не е деловнички. Не знам што друго би ви интересувало. Све што е по деловник Пусавчеви сум спремен, пошто работам 25 години во собранието, да одговорам. Мислам дека можам да одговорам на секое прашање, али реков на дебатава, мислев ќе биде правна дискусија, али ево, ќе дискутираме за Видите, зад секоја правна дебата и одлука во Македонија од подавна се случуваат политички одлуки. Да. Кои во некои сегменти стана над правните одлуки, а и за решавање на правните проблеми е потребна политичка волја. Дори вие имплицитно во вашиот одговор рековте дека некој негдека нешто сака да постигне, тоа е веќе еден политички упатува на политичка волја. Ова е парламент. Во парламентот точката е таа. Нема што да се дискутира за нешто прво што нема правно дејство. Морам веднаш да почнеме да не ставаме по наводници. Каква платформа или декларација или што? Таа нема правно дејство. Таа не е влезена во парламент. Тоа е желба на една група, дали се албанци, дали македонци албанци, дали било кој, тоа е желба која се ја искажала. Таа уште не е влезена во правна процедура. Таа нема никакво обрзувачко дејство. Таа нема никакво правно дејство. Во парламентот не може... Може ли да се вклучи? Само да довршам, се извинам. За таа може да се дискутира во парламент кога ќе влезе во парламент. Ако е така, ајде да збориме сега за, не знам, у Кенија дали има не знам што без везе. Мислам, кои се овие дискусии вон дневниот ред и нешто што нема правна сила. Значи говорите за барањето, за откажување од платформата, така? Сега. Бараат да се откаже, СДС да се откаже од платформата. Тоа беше, мислам, барањето на другата страна. Другата страна име. ВМРО да помене, се извинувам. Така. Се извинувам, не мислам ништо, немојте... Другата политичка Да, другата политичка опција. Какво е тоа барање? Како може да бара... Да ги кажеме, работите со име и со презиме, па затоа и се извинувам. Не мислам ништо... Она страна, оваа страна... Не беше тенденциозно од моја страна, не. Добро, ево, Ние сме на емисија во која нема да зборувам за политичка коректност, сакам да зборувам со име и со презиме, бидејќи она народски, како што се вели, нож до коска е работа. Сериозно да се сватиме работата. Прифаќам, али вие да прифатите. Да, сега. ВМРО ДПМН бара СДС да се откаже од платформата. Точно ли е? Точно. Можете Јавен став е тоа на ВМРО ДПМН? Можете ли вие од мене да барате да се откажам од вашите деца? Кој е тоа барање? Треба ВМРО да бара од ДУИ, господине Оливер. Не може да платформата не е донела. Манипулирате. Платформата не е манипулирате. Не, сега се одбачате да полекате, немојте се. Еден по еден. Ајде еден по еден. Може да е полемика, но еден по еден да може да Платформата е на албанскиот блок. Добро. Донесена, подпишана и барање на албанскиот блок. Се откажа ли албанскиот блок? Кој треба да се Што бара ВМРО ДСНС? Тоа бе прашање. Се откажа ли албанскиот блок? Немате сега во име. Еве, јас ви поставувам контрапрашање во исто време. Значи ВМРО ДПМН е бара
ќе ви дадам одговор Бара и од на СДС тоа, да се откаже од и ќе ви платформата. поставам прашање за другото. Чекај, али не ми одговорите. Еве тоа, ајде, дозволете да ви кажам. Ама ми паѓате, ВМРО ДПМН со полно право бара СДС да се откаже од платформата, бидејќи СДС ја поддржа платформата. Прво, Тоа е употребете прав политички збор, факт. прво зборот не вие. Да се откаже, Потполно на можете место. вие од своето да се откаже. Тоа не е платформа Потполно на на СДС, место. тоа е платформа на Немој да други. играме, немојте така. чекајте се. Може да Немојте да играме, немојте да вие мигате ме на збор. играме игра на зборови, бидејќи може би некој не го допрецизирал кога терминолошки определувал и сакал да се изрази, па да каже СДСМ да се откаже од Нема платформата што да се откаже. некако донесувач на платформата, туку како спроведувач на платформата. извини, Оливер. Јас спроведували платформата. Извини. Потенцијален Јас спроведувач потенцијално. и Тоа е извинете, друго, и тоа е друго. Ама, ајде да ја довршам реченицата. Па не може, вие не ми давате И мене како сега. човек и како политичка опција која во предизборната кампања најавуваше вакви чекори, а која никако не сака пред граѓаните да излезе со конкретно што се е прифатено. Знаете што рековте сега? Дека ова све го наволи пред изборите. Викате за Делумно. А викате постизборна, а викате за постизборна. платформата. Па сега кажете или вака или вака, не знам ја. Не, немојте се, Па јас вие го рековте реков. предизборно. Вие сакате да манипулирате се. Ама сега вие рековте, не Значи, реков ја. ние многу добро се сеќаваме за заложбите на Заев и кај диаспората во Швајцарија. Да, значи И пред, на, значи и на, пред изборите. Тоа беа негови заложби. Али пред, а чи ви Пред изборите, Добро. на Заев. Добро. По изборите дојде платформата, кој тој по автоматизам Ама ја тоа се прифати. истите заложби. Сличните. Значи пред изборите, значи пред изборите ги кажа. Не, Добро. не, апсолутно не. Па не, вие така може велите. Значи тој не ги кажа деталите од платформата. Аха. А вие сега Тој не ги кажа деталите од платформата. Но тој со ништо, како македонска политичка партија која се залага за зачувување на уставноста, на независноста, на територијалниот интегритет и унитарноста на Македонија, Добро. не ја осуди таа што вие сакате да ја наречете неправна, кој ја неправен осуди? документ. А кој ја осуди? ВМРО ДПМН. Кога? Во секој свој настап ја осуди. Кога? Еве и последниот манифест што го кажа во неделата и тогаш. Не, збориме за пред да почне во кој момент? платформата. Кој момент? Кога ја осуди? Ама во цело време Кој зборувате, цело време? откако Сега почна чакате платформата... во очи да се Па во очи се манипулираме? гледаме. Откако почна платформата да се презентира пред македонската јавност, на седми. ВМРО ДПМН во секој миг ја осуди платформата и рече не се согласувам со неа. Се молам, ако сега во очи е тоа више. Тоа е така, да. Извини, Оливер Сабилов. Извинете, ВМРО ДПМН уште пред да почне со преговорите кажа дека нема да состави влада по секоја цена и платформата беше камен на сопнување за да не се состави влада. Веднаш отфрли платформата уште пред да седне на преговори. Проблемот е А зашто седната? проблем Како така зборите? Седнала, а ја отфрла. Па што седнала? Немојте така. Па тоа е Тоа проблемот што манипулацијата, платформата е тоа што Ама не е уцена. точно дека е Тоа е манипулација. уцена. Тоа е беше уцена. уцена. Ама што седнала? Еве, ќе Сега проблемот е што имаме Па ние еве и ние документ. не се согласуваме, па зборуваме. Полека, Имаме сега документ. Друга е разговор, друга е да преговараме. Имаме Не преговараме, А добро, разговараме. чекај. Може ли? Имаме сега имаме документ кој е уцена за да се состави влада во Република Македонија. Тој документ од страна на ВМРО ДПМН беше отфрлен, пропадна преговорите, СДСМ врз основ на тој документ сака да состави влада. И тоа е проблемот. И Ајде да видиме што има во документот. затоа се бара Социјалдемократскиот сојуз да ја отфрли платформата, бидејќи сите знаеме дека ја уриве унитарноста на Република Македонија. Кои сите? Па цела јавност знае. Ги знаете ли точките од платформата? Ги знам. И сакам да кажам дека Тоа за вас не е спорно. Ајде кажете ми Полеката, што е спорно вие, пошто вие напаѓате, вие. Полеката, ама не може со двајцата Ајде сепак. да видиме што е спорно. Ајде кажете Сакате да зборуваме за платформата детално по точки? Па ја не видувате таму, јас сакам за правните аспекти, ама за ајде. правните аспекти, затоа тргнат за правните унитарноста како се урива со платформата. Кажете конкретно Во една што- унитарна држава колку официјални јазици има? Чекате полека. Дали е прифатена платформата? Дали е во сила сега кажете ми, вртете у крак сега. колку Ама вие што сакате? Вртете го. Знаете ако биде. Прифатена ли е платформата? Постои ли управната де јуре? Социјалдемократскиот сојуз ја прифати врз таа платформа, он гради, дали ќе прави државата- влада. дали Врз државата- основ на таа платформа доби потписи за мнозинство во парламент. Чекај, Затоа се вели да се отфрли платформата. Извини, не е така. Како не е така? Како не е Што така? рече Полека, СДС? полекате, само полекате. СДС. Што рече во врска со Потписи платформата? од сите албански партии, бидејќи се согласи со платформата,
првично кажа дека позитивно гледа, подосна преминаа во тие не преговори, туку разговори, добија потписи од албанските партии врз основа на тоа што ја прифатија платформата. И сега Платформата ги урива сите темели на една унитарна држава. Што е прифатено во платформата? Значи, Кажете ми, ја гледавте програмата на владата? Што е прифатено? Ајде кажете ми од платформата што е програма, јас многу ви кажам дека вие мислите дека албанските политички партии ќе дадат потпис, ќе дадат, извини Оливер, албанските политички партии ќе дадат потпис без да се прифати таа платформа од страна на СДСМ? Ама вие мислите што ќе биде, не што е, а? Тоа ли ми Не, што е? Па ја знаете што мислам. Пак не ме говорите колку официјални јазици има во унитарна држава? Еден. Кажете ми званично СДС што поднесе као програма. Дали има нешто од платформата као програма на влада? Има. Ајде видите што има. Прво, званично. СДС кажа дека за нив платформата не е спорна и не е проблематична. Не е точно дека рекол така. Токму така. Дека за све ќе разговараме. И гледале Така позитивно на наречената За све ќе разговараме. Само малку. Не, па токму тоа го кажав и на почетокот, не може за се да се разговара. Значи да не разговараме. За се не може да разговара. Не може. За се не. Ајде да видиме Не, што ви... ајде не ме дезавуирајте да ви добро, кажам, извинете. извинете ме, молам. Добро, ајде извинете. Значи, што кажа Заев кога излезе да чита така наречена платформа на влада, Програма на влада, не платформа. програма на влада, која всушност беше компилација на она што СДСМ нешто се обидуваше да каже дека има некоја програма предизборна, со она што е поврзано со платформата. Тој ги опфати сите точки од платформата, зборувајќи дека нашите правници сметаат дека оваа може, односно оваа не може, ама ќе видиме како нивните правници сметаат, па ќе се договориме. И дебата ќе се Значи не отвори. е прифатено ништо. А за некој прашање Значи ништо не е прифатено. Ќе се договори, ќе видиме. Старт е прифатено дека политичката манипулација е на дел. Вие сте дел од таа политичка манипулација сега. Затоа што токму така. Затоа што ги поддржувате основните постулати на таа платформа. А тоа е уривање на независноста, територијалниот интегритет и унитарноста на Република Македонија. Све рековте, ништо не кажавте. Многу кажа. Ништо конкретно не кажавте. Многу. Вака општо може да Директно, збораме колку конкретно, сакате директно, 6 дена конкретно и ви да биде кажа. све управо. Не, јас знам дека конкретно, многу што управо. е од таа платформа Значи, прифатена од СДС? Прашањата за двојазичност. Чекайте, тука да застанеме. Ајде да видиме. Има сакате? во платформата, сакате да идеме на платформата, така ли? Добро? Во платформата викате е постизборно за јазикот, што бараат албанци. Цела платформа е Тачно. постизборна. Целата Едно, платформа е немате цело и да бидеме конкретни. Да слушате. За јазикот збори. Да. Еве, за прашањето за јазикот. Албанците. Јас сум и од 91 и во комисијата, во уставната комисија 91 бев стручна служба, си беа други Добро, и професионалци. добар ли беше уставот од 91? Чекајте, Дозволете, тоа по Антоно. моје, по ваше можеме како што Антоно, сакаме да кажеме. да слушаме да што- кажем кој лоша што ви е се- добро или обратно не е битно. Добро. Него. Дамјановски. Прашањето јазикот. Отворено е уште 90 и уште не е затворено, а све се надоградува. Така ли? Значи не е ништо ново, ништо непознато. Ништо измислено сега после изборите. Кои се меѓународните норми за јазик Дозволете. на малцинство? Чекајте, идеме за платформата ли? Кои се? Тоа ви го тоа ве прашувам, еве. Тоа е дел Во од уставот платформа. наш не може тоа што е дозволено во уставот. Добро. Нема право ни Заев, ни Груевски, ни да го стопира, нити мимо уставот да го дозволи. Добро? Ни едниот, ни другиот. И? Ни една партија, ни друга партија, да не биде лично лидерите на партија. Тоа што е во уставот запишано, тоа што во уставот е дозволено, нема право ни господинот Заев да го стопира, ни господинот Груевски, меѓутоа мимо уставот па не може ни Груевски, ни Заев да дадат нешто. Доколку такво нешто дадат. Еве, вашата предпоставка, вие све на предпоставки ми волите овде теории некои. не Вашата се предпоставки, конкретни ќе политички прифати- чекори. Чекајте, Заев ќе прифати тоа што е во платформата околу јазикот, пример. Добро. Еве да го замислиме така дека ќе прифати. Кои се на улица, тоа ќе го решаваме. Така ќе ја правиме државата. Не. Ако е противуставно, си има институции. Или сакате ве да се владее без институции. Не ве разбирам уопшто. Само малку. Кој ги уриваше институциите во државата, се извинувам? Мисли на физички или на правно? Физички? Во секој аспект. Па вие 10 Кој години... работи против институциите на државата? Институции се изградени или не се? Кој направи против правни чекори во Министерството за внатрешни Сега работи ќе- додека глумеше дупол министер таму? Јас Сега да се Сега вратиме знаеш на- што ме Спасовски. влечете? Да се Ме вратиме влечете? на- Точно, вие. ајде ве повлеком за се јазик, вратиме кажете. на- Еве, сега Кој ќе го ви- прекрши законот за внатрешни работи во Министерството за внатрешни работи? Кој закон е прекршен?
Законот за внатрешни работи и законот за полиција е прекршен. Што е прекршено конкретно? По однос на поставувањето на лицата и по однос на член 154, сега да не Сега се враќаме на тоа министрување негово и ваше 24 часовно. Треба да затвориме без везе. Не зборуваме без везе. Како? Вас секогаш кога не ви одговара... Вас секогаш кога не ви одговара, вие ајде да не се враќаме на ова. Ама сега избегнете платформата. Барате платформата кој го уриваше законот институциите правно и физички во државата. Значи по ваше институциите се урнисани, така ли? Институциите ги уриваше некој, не се до крај урнисани благодарение на тоа што таму има и нормални луѓе кои како институциите се години кој владее? Па тие не беа урнати до пред 2 години. Не беа урнати. Функционира сосема нормално дека не се појави Заев со Пучот, негов и така. Пучот? Па да. Кој е Пучот? Господин Заев со неговите измислени приказки, односно со монтираните материјали со кои се монтирани материјали? Придвижи се. Кои се монтирани? Тие што ги објавуваше во бомби после што глумеше Правда за Македонија или Вистина за Македонија. Уште стоите на ставот дека се монтирани? Стојам. А зашто тие што ги слушаат не го порекнуваат, не го потврдуваат свето? Прашајте ги. Еве председателот на Врховен суд рече точно е тоа дека се. Прашајте ги. И сите други рекоа. Не велам дека дека е 100% намонтирано, али во најголем дел се монтирано. Ама кој кажал дека не е точно? Па еве прашајте ги тие. Ама не, па вие викате дека не е точно. Вие прашајте за да почнеме кој снимал, кој снимал да почнеме да шетате. Ама шетаме. Министерство за внатрешни работи. Кој го кршеше закон? Збориме за платформата и за работата на парламентот. Ама вие гледате како таа е спорна. Не, морам ова да го кажам во контекст на тоа дека платформата е спорна. Нема да зборувам за Министерството за зборувам за платформата. Се обидовте да манипулирате со тоа, не е влезена во правен систем. Да. Во правен сообраќај за да може да се расправа по неја. Секој има право да поднесе барање. И вие, и ја, и било кој. Тоа е манипулација. Зошто? Затоа што, ќе ви кажам зошто. Јас ќе парафразирам една работа, односно ќе хипотетички ќе ја поставам, дека возможно ли е да јас одлучам дека треба да излезам со платформа за, да кажеме, терористички напад. Дома може така се мисли, ако ќе искочите, тогаш нема да ви дадам. Ако излезам во јавност со таа платформа, добро, и поедина политичка партија застане зад мене, добро, зарем тоа нема да биде тема на расправа која треба собранието однапред да ја осуети, да каже до тук. Одлично, па тоа говорам. Ако посебно таа политичка партија сака тоа да го спроведе во живот преку парламентот. Се слагам. Ама кога треба тоа? Се на конститутивна седница. Кој ќе дојде точката на дневен ред? Имате комисија за прашање на избори која нема врска со таа работа. Али во собранието. Во собрание имате комисија за политички систем, комисија за уставни прашања. Кога ќе дојде тоа барање, дозволи завршам. Кога ќе дојде тоа прашање на дневен ред, нека блокираат, нека реплицираат, да не се дозволи, да не се пушта, а не собрание да нема. Што е проблемот да нема собрание? Кој рече дека нема собрание? Го расправа собранието. Немате председател, немате влада, ти немате општини, тоа е државата. Мислите сакате дека нема држава, председател на собрание. Кој има председател на собрание? Немаме избрано председател на собрание, тоа е факт, ама имаме влада. Немаме влада, зашто е таа влада? Влада таква каква што е, си е влада. Си функционира. Така е. Да, така. Сега ќе нема ни општина уште 5-6 дена. И правите држава без никакви институции. Тоа ли е држава? Па не, уште 15 нема. Ама не, очигледно е дека тоа треба устава да го смениме, Што мислите вие? Не, него знаеме што треба. Еве ќе ви кажам што е. Извинете, ајде да ме прашаме на работа, пошто рековте 20 години работите во собрание. Да. Имаше ли во минатото некои претеници кои читаа поезија одговорници? Да. Имаше и од СДС кои држаа, не само она. Ама вие изгледа не правите разлика председател на собрание, не правите Бог да го прости, кој го блокираше изјаснувањето на претениците, па луѓето протестира со транспаренти? Тоа што блокираше Дуи, само да одговорам одмah. Тоа што блокираше Дуи со читање. Не, што блокираше. Зборувам за практики. Не, па практики. Практиката што блокираше Дуи. Зборувам за практики. Еве. Да ви одговорам. Демократска држава имаме добри практики. Дозволете. Дуи што блокираше, тоа не е на штета на цела држава. Дуи блокираше едно прашање кое е дел од некој систем. Ова цел систем се блокира. Тоа не е добро. Блокираше СДС исто едно прашање. Како добро го дефиниравте ова штета за државата? Да нема влада, да нема општини, да нема ништо. Која ќе ја прифати албанската платформа, затоа што доби... Кој му дал народ?
Па СДСМ ги изгуби изборите. Што зборувате вие? Чекате, ова 650 не е народ, само вие Ама не, 450. народ е, ама Зашо? СДСМ ги изгуби изборите. Чекам Му дадоли на ВМРО да прави влада, не направи. Што прави Епа, зашто не направи? Зашто? Затоа што не прифати уцена. Мислите? 100%. Не да мислам, убеден сум во тоа. Па сега јас слушам и други. Ама вие малку да не слушате спекулирате. сега, јас ви кажувам без спекулации, дека Бевте вие на преговорите со... Ја кај сум бил и како сум бил, тоа не е важно сега па за гледам вас. Конкретно не е важно за вас. Добро. А што сте преговарали? А јас конкретно ви кажувам, Антоно, ве молам. Сега се каже што се... Продолжуваме со Србов, само да направиме една мала пауза за реклама и да се консолидираме за што ќе расправаме понатаму. Добро тече расправата, ги отворивме важни теми. Одиме со реклами и се враќаме потоа со Србов. Во аргументи беше динамично. Господин Србов рекол со вас ќе почне мој втор дел. Ќе се навратам на почетокот на полемиката меѓу Андонов и Набјановски околу една теза за која почнаа да расправаат. Не ја доразчистивме вашиот став. Зошто не се бара повлекување на платформата од партиите подписнички декларацијата, туку тоа се бара од СДСМ. Кој е вашиот став околу тоа? Дали тоа може да го реши прашањето околу тие самите социјалдемократ, видете сега, Дали може случи барање тоа? има, значи осудена е платформата, но проблемот е тука што Социјалдемократскиот сојуз врз таа платформа сака да го изгради парламентарното мнозинство и да се остави влада. Значи тоа е целиот проблем. Затоа се бара од Социјалдемократскиот сојуз да се откаже од платформата. Тоа што ќе се случи, какви консеквенции тоа ќе предизвика, правни, политички, ако се откаже? Значи, вака. Што би се случувало понатаму? Да не се повторуваме, бидејќи многу пати го зборувавме. Како повторувањето не е како беше... Бидејќи многу пати го зборувавме, ВМРО ДПМН им понуди целосна поддршка на СДСМ, само да се отфрли тиранската платформа. Значи, нека отфрли Заев тиранската платформа и ќе си состави влада. Малцинска влада. И вака се бара да отфрли само платформата, се откаже. Тоа би имале малцинска влада. Значи, само нека Значи, доаѓаме до отфрли. заклучок дека албанците не би прифатили тогаш да му дадат потписи. Проблемот е тиранската платформа. А Заев врз основ на таа платформа и ветувањата кои ги давал дека ќе спроведе таа платформа, поточно гласовите кои ги доби од албанското тело, токму заради тоа се бара од Заев да се откаже од платформата, а не од БЕС или од ДУИ да се откаже од платформата, бидејќи тие ја пласираат платформата. Добро, но зошто не се бари од нив? Лошиот дечко треба да се тие, бидејќи тие бараат нешто што е, ако е неуставно, тоа тие барања ја федерализираат Македонија, тие го нарушуваат унитарниот карактер. Значи, оние ставаат на маса платформата. Оди ке едниот. Еве ја платформата, преговараме, одбива, оди ке другиот ја прифаќа. Кој одбива, ДУИ или ВМРО? ВМРО одбива. Оди ке другиот ке СДСМ, ја става на маса платформата, СДСМ со две раце ја прифаќа. И се бара од Социјалдемократскиот сојуз да се откаже од платформата. Бидејќи сега се заедно, ако албанските партии решат во интерес на формирање на мнозинство и влада, да ја смрзнат платформата, да ја повлечат, бидејќи ова го слушнав како прашање на едно од албанските телевизии. Добро. И тие решат да го направат тоа. До каква ситуација ќе дојдеме тогаш? Ќе имаме платформа или ќе немаме платформа? Ако се откажат, бидејќи тие се заедно, тие самите речат, окей. Па ќе немаме нормално ако се откажат тие самите од платформата. Но ќе формираат и тоаш влада и мнозинство, ќе се формира и тоа е прашањето. Значи дали е тоа можен излез од кризата во која сме? Нека се откажат, па ќе видиме. Добро, Андонов. Па зашто се бре? Андонов. Ајде, добре, се откажат колку се откажат, да. Андонов. Значи, за политичките партии на албанското малцинство во Македонија, платформата представува остварување на национален интерес на Албанија и на нив самите како албанско малцинство во Македонија. Конкретното прашање за нивно откажување од платформата нема да донесе целосно отфрлање на истата. И тука лежи главниот проблем. Тие може, поради политичка игра, времено да се откажат и да кажат сега не е време, ќе ја замрзнеме, како што рековте, платформата за понатаму. Ај ние да си формираме влада, па откако ќе формираме влада, сега ќе ја вратиме назад платформата во игра. Ова идеја не е идеја која слушаме последниве 2 недели. Ова идеја е можеби повеќе од месец дена стара. Која идеја, извини, не чув? За
Ахмети да се откаже од Да стави во платформата. филкава, после да извади кој ќе направи И влада. таа идеја е пласирана од професорот Денко Малевски. Тој јавно ја пласираше дека нема потреба Заев да се откаже, ај нека се откаже Ахмети, нека ја стави да ја замрзне платформата. Токму тука лежи проблемот. Токму тука е клучот на решението и затоа треба Заев да се откаже од платформата. Како председател на политичка партија која е доминантна македонска и која треба да ги штити македонските национални интереси, државните интереси на Република Македонија, човек кој претендира да биде председател на влада на Република Македонија и кој никој не му го спори тоа. Ама не може да се откаже од нешто што не е негово. Како се откаже? Добро, ама тоа е прифатил. Тоа е упорно спинувате. Полека. Со да, Вие велите откажете, не викаме. Ако тој принцип го воспоставиме, завршите тоа живејќи од стушето на Дамјановски. Да, секако. Нема проблем. Ако е така. Значи, ако Заев се откаже од платформата Тиранска, тогаш имаме чиста работа. Тогаш знаеме дека ниедна политичка партија во која е доминантно со македонци, од македонци составена и поддржана, нема да подржи спроведување на туѓа платформа. Застане тоа што. Ќе продолжиме понатаму. Дамјановски? Господин Доливер све рече, ама па ќе кажам ништо не кажа. Еве, утре Заев ќе искочи на бина, ќе каже се откажува. И ќе се направи мнозинство. Да. И за утре ќе ја прифати. Што правиме? И ќе сноси консеквенции. Какви консеквенции? Па се, ајде, сакате Прво. да зборуваме зашто? Прво, За сега. Политичка хипотетичка Значи не можете вие представа. прво да довршам сега, ве молам. Значи може да се откаже кој што викате и Ахмети да се откаже да замрзе, после да убаци, исто може и Заев така. Тие игри да се прават. И се прават игри во собрание, се гледа. Меѓутоа, платформата за да добие некоја правна сила, да добие правно дејство, да има влијание во нашиот соживот, во нашиот живот, треба да биде прифатена и усвоена во собрание. Ама тоа нема никош да се случи. Дозволете. Па тоа знаете ли зошто? Ама чекате, застанете. Тоа што пред тоа некој со некого се договарал нема никакво правно дејство. Што некој нешто си потпишал за говорење, нема никакво правно дејство, правна сила. Дозволете да тоа дојде во собрание. Нека си дојде. Не сме да дојде во И, собрание. не сме, па како тогаш на улица да правиме? Тоа е улична Таква работа демократија. да дојде во Ама сакате ли собрание. Што зборувате ви? Сакате ли институционално решавање или улично решавање? Тоа е против законито Што е да против се законот? донесе таква платформа во собранието да усвојување. Ама вие Тој туѓа платформа. слушате на малце, па вие сакате улична демократија, на улица Не е да се тоа улична решава. демократија. Значи, имам ја барање, ќе си го поднесам у собрание, ќе ми го одбие собранието и крај. Ќе си дојде тоа во собрание таа платформа. Нека си дојде. Ќе има, да видиме, дали ќе го прифати некој тоа. Ако Дали влезе не? платформата во собрание, отиде возот. Се што ќе влезе во дебата, толку е. Затоа по некои прашања нема дебата. Сега. Господинот Зоран Заев прифатил да се дебатира за државните символи Да. на Македонија. Ти знаете ли да вие дека не смее да се дебатира по такво нешто? А Символите, знаете ли кој први знамето, менеше, дека грбот. пред 5-6 години ВМРО бараше промена на символ на Да се трне социјалистичкиот, да се стави. Добро, бара промена. Да се стави секој земскиот, да се стави земскиот грб на Македонија, бараш. Добро. Има право Значи, секој да бара. символите произлегуваат од територијата и од минатото на една држава. Не може некој Заев во 2017 година да ми отвара дебата за моето знаме, мојот грб или мојата химна. Значи, Ама вие таква манипулирате, дебата не- кажувате колку што сакате. Таква дебата Заев не- децидно се изрази и за грбот и за знамето. Дека ќе се- Лично дека не ги прифачи уопште, али мора да се дебатира за Кажа дека ќе секој барање. Тоа е, дека ама тоа не го научите кажувате кругови тоа. ќе дебатирале Па за тоа. научите, па кој ќе решава? Ја ќе решавам за кинескиот дали е добар јазик? Ама или како вие ќе може да решавате за дебатира правни за работи? нешто како што е символ на државата, значи знаме, химна, грб. Како може за тоа да дебатира? Чекај, живеат ли зашто да не се дебатира уопште? Зашто како не? Како Така, може? за тоа не може да се дебатира. Кој дали Како не живее? може? Кој ќе смета да го забрани? Кажете се, кој дали живеат? Албанци дали живеат? Па да, и албанци, и роми, и сите, да. Да ставиме од сите символите, да ги наредиме. Ја ништо не реков, не прифатив ја ништо, али мораше да се дебатира. Не може за тоа да се Не може да забраните на никој да Тие побара. символи произлегуваат од оваа територија и од историјата на народите и овој народ што е мнозински овде кој живеел на оваа територија. Немате Не право. може некој да става
тука живееле, не знам, има тука и египтјани кои живеат, фаќаме сега од па сега да точка до ставиме точка, фараона. нема Немате друго право на по-суштински никој што да сакам му да кажам. забраните да нешто побара. Господин Дамјанов. А да добие, треба, тоа е друго Тој човек прашање. претендира да Али биде да- премиер на оваа држава. И тој не Господин може да Дамјановски. отвара дебата за Господин такви Дамјановски. Леле, ако почнеме па за другиот пример, па немојте така сега. Немојте, ако Господин немојте, Дамјанов, нема немојте дебата. да барате да кажете нешто, а да Нема не ви се дебата. каже ништо. Нема дебата за такви прашања. Господине А нема сега дебата. А има За знаме, за грб, за химна, не. Премиерот дека Дебата. зборевте за тоа. Господин Дамјановски. Да. Поентата на политичката игра која инсталираше социјалдемократскиот Ма ви си сојуз цело во време у Македонија, игри, бре. Кој е игра? Не сум јас. Па Тоа кој ќе е си го игра? прашате заев, еве во собрание сте, Па ви седнете, кажа ме за молам и и прашајте програма. го во каква политичка игра е. Значи, Ама поентата тоа на... вие си филмувате нешто. Он ви кажа јавно и гласно и програмата ви ја даде. Во која програма, Во која што? Па сам ништо ќе програма во која на што? спореден начин, Ај, каде споредно? Бидете конкретен. крајно Биде- перфидно. Са ја можам така да кажам на спореден крајно перфидно направите овака. Ама во програмата на владата која тој ја нарече програма на владата, Па ви кој ќе кажа нарече? каде. Ви ли ќе нарече? Он За ќе нарече. ова, па може би некој ќе ја ќе ја наречам, од кај да знам што Ама он мора да нарече, он ја предлага како програма, не може вие да наречете дека е програма. Он ја предложи како политичка мамка да се извлече од тоа што му беше јасно на секого во Македонија што Лоповот работи. секогаш вели време. Лоповот секогаш вели држте лопова во политичка мамка. Значи вие се некови мами вас. Тоа се Све немојте да некови ме мами. навредувате. Се Ама се мамка имаше обредувате да ме смарена свртите во Ама вие насока на лична навреда, ве молам. Вие Ја не. навредувате луѓе кои не Кого сте тука. навредува? Мамка ми прави, ово ми прави. Конкретно мамка, со што? политичка Со мамка што? прави конкретно со тоа што вели. Ќе дебатирам, Да, што е тоа ќе мамка? дебатирам за националните интереси на Значи Македонија. вие не давате дебата никак. За национални интереси, клучни национални интереси нема дебата. Точка. Како нема Е дебата? па ајде да дебатирам за вашето име. Дебатирајте. Нели? И не можете ми го смените. Ма немој. А еве ние тројца ќе изгласаме, И не нека може. треба да ви се смени. А ако ќе изгласате? И Па како ќе што изгласате? правиме после? Ама што зборите? Ама Грбот со токму колку- тоа ви го зборувам. со колку еве ви го гласа кажам, се менја ве Грбот? молам. Токму Значи, тоа ви ВМРО ќе го смени Грбот? Токму тоа ви го кажувам. А значи вие се плашите од ВМРО да не го смени Грбот? Немојте сега, видите. Ова не е веќе дебата, ова се вртење. Грбот може да Немојте, не лично, Ама не, сега ќе ви кажам. Сега ќе го издигне Вие албанскиот тврдите јазик дека на заедно- ниво на официјален Чекайте. јазик втор. Знаете ли дека еве вас ќе прашуваме ќе сте правник. Дали ако се изгласа Чека, албанскиот не јазик биде до тема на тема, да вршиме речена. да биде втор, Ама не, тоа е една тема, човек. Еве со Грбот. Ние за една Еве тема со Грбот. зборуваме. Не. Ајде за Избегавам да не сега вас кај ви одговара Ќе ви прашањето. кажам, али Грбот, како да завршиме? Грбот, јазик. може Ајде еве јас. доколку албанскиот јазик стане официјален Ајде, ќе биде прво Грбот, задолжителен за изучување. После ќе ви кажам да завршиме Ајде, ова прашање. Не сме го завршиле, не ајде, сме го ајде, завршили. окей. Значи, Кое прашање вие не се го завршивте? за Грбот дека ќе го смени Не, СДС. јас тоа не го покренав сега прашање, ја сакам А за нечете. Не, викате. сакам. Еве Тоа вие ќе двајца одговорувам. велите дека е национално прашање, дека СДС ќе го смени Грбот, знамето све. И тоа е дел од националните прашања. Да. Вие се плашите, значи од ВМРО. СДС не може без ВМРО да го смени. Значи немате сигурност со ВМРО. Не е така. Па СДС само не може. Е како не? Јас упорно ви кажам Со дека колку се манипулирате, менја- вие се обидувате. Ама ја манипулирам или вие? Да ме убедите Заев у како нешто. може да го Прво смени нешто Грбот? што не сум кажал, значи вака. Како не? Како може? Значи Немојте- вака. Не, да довршам. Ајде, довршете више. Колку довршам. краја имате, Да ајде довршам. више да. Ќе ви кажам, еве еден крај имам. Ајде, дојдете до крај. Грбот, знамето и ситове национални символи може се менја само со 80 гласа, минимум. Минимум 80. 1. Еве, пардон, 1. СДС и ДУИ има 61. 67. Сите албански 67. Значи, од кого се плаши да го смени Грбот? Од ВМРО се плашите да не попушти, да не го смени. Не, Тоа ли е? воопшто не сакам да се отвора дебата по тие прашања. Не може да забраните да збори некој. Тоа знаете кај, тоа може дома да забраните. Не може да зборите на собрание да не се збори за вие. За такви прашања не се дебатира, извинете. Па сега вие како зборувате, не може да дебатираат за тоа зашто покренале седница на Значи, вие ако се плашите од ВМРО, Не се кажете. плашиме ние А од не од СДС се плашите. Јас се СДС не може ништо. Јас се граѓани на оваа држава се плашам воопшто никој да ми отвара дебата за тие прашања. А не дали од ВМРО или од СДС. Воопшто. Ама за јазикот тоа сема нешто друго, упорно ме Тоа дезавојува. што сте плашите има друго прашање. Дали се Идеме и за спаѓате вие со јазикот. Србов? Ќе ви одговорам Бидејќи на за почетокот на 90-тите овие прашања беа отворени. Нема, И тоа се е во време расправаше и за во време на знамето и за- формирање на држава. Ама не правиме сега Имало држава. дебата и дури во изборите се говореше за тоа. Сакам Да, кажам ама не дека- правиме сега држава ние. Ние имаме веќе Така е, државата. така е, се Не ја слага. правиме сега. Јас сум сигурен дека нема да се смени, а вие се плашите. Како да се смени тоа? Нема да се смени. Сакам да Ни ви грб, прашам- ни знаме, ни ништо. Сакам Како да- сте Нека се толку збори. сигурен?
Па дека ВМРО нема да даде тоа. Или вие па не се сигурни че ќе даде, А значи. ВМРО, треба цело време ВМРО да ги... Не, по ваше. Зашто се Да ги плашите? брани националните интереси, а Заев иде да урива државата. тоа е- И вие да ми го браните Заев. Тоа ве навлеков. Значи вие се плашите од ВМРО да не Не го се даде. плашам воопшто. Па што што Значи, го пуште ВМРО нека се секогаш зборат. стои на Нека се браникот. зборат. Па нека Стои се на зборат, то не се браникот. знаме. Што не може А во таква ситуација како што вие велите, овие да се зборат, а овие да бранат, доаѓа до конфликт. А, чека да бранат. Во Па таква не се ситуација доаѓа плаши до тебе конфликт. Во до 2001 конфликт. дојдовме во таков конфликт. За вакви- Овие да се зборат, а овие да бранат и доаѓаме до конфликт. За вакви прашања Затоа се такви прашања разговара не се во отварат. парламент, а не на улица. А се отварат на улица? А на улица што зборат, што ги фали да тоа може. Не знам дали се отвараат улици. Јас ви кажувам дека Па него вакви прашања даваме не се. името, не, мислам не името, знамето. А што не е тоа на легитимно може. да се извикува дека не го даваат името? Не за името, за знамето. За знамето, па и Никој знамето, не па е исто е, па исто е. Знамето. А кој го дава знамето? Па исто е. Значи, не можете Кој го вие дава да... знамето? Па се зборуваме за платформата, зашто зборуваме? Па во платформата вика дека е тоа. Па да, во платформата се зборува и за името. Ама се Една од зборува. точките е Се името. зборува и Ама за што се името, и плаши? за Промена на јазикот, и за името. сите Нека символи збора што сака. Абе не може да збора што сака. Не може што се... Абе може да побараш што сакаш, како не можеш да побарам. Што сакам се понесам барање. И ќе ми кажат, не може се Не, одбива. вака не може вака Па како не разговараме може? воопшто, не. Вие се плашите ВМРО да не ги смени тие работи, ова е, а? мислам, спин... Па овие не можат ништо да направат. Лош спин кој не ви поминува. Тоа Мислам, што ке е мене веро- воопшто. не е Точно спин. тука е јалова Тоа што е е дебатата, ако противуставно вака ја СДС, тераме, ние не можеме не може Ајде, ништо да Ако почнем ајде, спорт, да- Ако вака ја тераме, ако вака ја тераме дебатата, не можеме да Чекайте, истераме чекайте. работата никако. Не, ние мораме... Знаете, како господин Дамјановски, чекај, застанете Не може да го малку. смени без Застанете, Рома. ајде, ресет да ви направам. Ајде, ресет да ви направам. Јас ќе ви себе направам направи. ресет на сите. На сите ресет, ајде, добро. Се зашо Не, влегот борете. Утерсок. Не успеав да ја кажам поентата која сакав да ја Не, кажам. мислам во- дека- Тоа е Знаете поентата што? е јасно. Не е така. Во право сте сите, затоа што ова сите го дискутираат. И надзорот телевизијата, Значи, и ние надзорот, можеме да го сите дома го дискутираме расправаат ова тоа. сега. Додека за ова не се договора, некој треба се договори. Не само вие овдека. Значи, некој што одлучува. Тоа се лидерите на политичките партии, бидејќи во парламентот пратениците очигледно сега не можат да излезат од овој ќорсок. Затоа може би Дуи понуди како една од опциите да се направи нова лидерска средба. Добро. Бидејќи на некој начин, рековме на почетокот на емисијата дека се Европарламентот расправа за Македонија, извешта одговорности, доаѓаат странците, ние велиме тие не помагаат. Многу оставете ни, сами ќе го решиме тоа. Тоа може да се реши на неколку начини, или во парламент, или на улица, или повторно пржински или како ќе биде договорот да се седне на маса. За сега СДС одбива таква средба, но можно ли е да дојде и да се најде некаков заеднички јазик, бидејќи во манифестот на ВМРО ДПМН една од одредбите, Србов, ако не се лажам, го имате тука, е постојан диалог меѓу власт и опозиција. Ако е тоа алфа и омега во една од точките на манифестот, можно ли е да дојде, значи да спуштиме топката на да тргнеме од нешто кај што се разбираме, а не од нешто кај што не се разбираме? Ајде, Андонов. Токму тоа е поентата на постапката која еве од кај што тргнавме, нели беше проблемот на господинот Дамјански го постави во парламентот дека е проблемот на дебатата. Значи токму тоа е прашањето. Прво и основно, не се прифаќаат странски било какви платформи под услов на уцени за формирање влада или било што. Втората работа е токму онаа што манифестот го каже. Национално единство со цел развој на вредностите, на зачувување на Македонија и излезот од целата таа работа. Знам, диалогот, постојана комуникација меѓу опозиција и власт, диалог, тоа е дел од развој на што односите. значи за точки што не се разбираат, за кои што немаат јасни и исти Тоа сваќања. е сосема нормално да немаат опозицијата и власта Ама исти ако се точки. бара диалог, значи се да се дојде до заеднички да, нешто, ама не да се... не се работи за диалог, знаете што понекогаш тој диалог го вулгаризираме до тој степен што мислиме дека буквално за се може да се води диалог. Па Значи, значи, што се мисли по тоа, да пишува едно од кажав точките е дека таа. ја буквално кажав зашто не смее да се води диалог. А има Тоа е ваш нешто став. зашто може. Не знаеме дали ВМРО ДПМН го прифаќа тој или не. Ја не не. сум представник на ВМРО ДПМН. Ама кога велите вие двајца не смее да се води, значи тоа е како Значи, да е Ама се Тоа си е наш личен став, мој личен став си е тоа си е негов личен став. Како универзитетски професор имам право на став, како граѓанин имам право на став. секако и И јас тој мој став ќе го Србов бранам и Дамјановски. секаде дека за клучните витални национални интереси нема да разговараме со никого. Буквално со никого. откако ќе се утврдат
Што се Ама утврдени Национални во стратешкиот одбранбен преглед се утврдени Што е Меѓу власт и утврдено опозиција. национален интерес, витален интерес, што е витален интерес на држава? Е сочувување на територијалниот интегритет, Добро. независноста и унитарноста на Република Македонија и втор витален е сочувување на нацијата. Национален интерес е уставот, значи тоа што го Не е пишува национален интерес уставот. па таму се веројатно Уставот се утврдени темелните вредности. така. Добро. За тие работи нема што сега да дискутираме ние. Кој ги утврди кога? Утврдени се во стратешкиот одбранбен преглед како витални национални интереси на Република Македонија. Јас сакам да имаме унитарноста. Независноста, територијалниот интегритет на државата, тоа е во две реченици дадено се и зачувување на нацијата, бидејќи Република Македонија е единствена територија каде што македонската нација може слободно и нормално да се ова не е развива. наивно прашање, затоа па јас прашувам токму затоа затоа и кажувам, не го сите надвор поинеко го сваќаат. Ама јас воопшто не го националниот сметам интерес. за не Тоа е звучи, не верувате, кога ќе прашаме што се националните интереси, ќе речете да се подразбира. Не Не се знам дали сите подразбира. ги подразбира. Не. Сите имаат Секоја различни сваќања за Секоја држава има клучни, односно витални национални интереси. Тоа се истите овие два национални интереси за секоја држава во светот. Потоа одат значајните национални интереси, па некои држави за свој значајен национален интерес го сметаат, ако зборуваме за големите, за суперсилата или за големите сили, го сметаат влијание врз определени региони. Ние тоа не може да го сметаме како така. Ние го може да го сметаме приклонување кон стремење кон некоја Има таму унија економски развој, попречување на загрозувањата на Македонија од природни, технички, технолошки катастрофи, несреќи, тероризам и такви работи, значи зачување на јавниот мир, безбедноста, имотот на граѓаните, значи сето тоа Не е спаѓа лошо во да се интерес. обзнани тоа, да го знаат сите Тоа е граѓани. јавен документ. Добро, Стратешкиот затоа одбранбен што преглед е полемизираме често. Јавен документ и тука нема што Тамјановски? да се дообјасно. Токму затоа да се вратам на вашето прашање. Сметам дека една лидерска средба која од моја гледна точка би произвела можеби создавање на услови за повторно излегување на избори на со чисти карти. Да не си поигруваме. Изволте програма, понуда пред граѓаните, одиме на избори. Заев тврдеше 72 може да добие во моментот, нека му е со Тоа е среќа, единствено решение. Може ќе стасаме во дебата и до тоа прашање дека Нека си ги изборите добие, се нека си единствено тера. решение на оваа ситуација. Добро, Значи, ама ние да никој- не Заев предицираме утре- следбата утре- како би утре- завршила. утре- Прво утре да да ќе Знаеме дојде како на би завршила. Јас зборувам Таа следба би ќе му биде- подразбирала компромисни решенија. Ворете, Изборите се единствено излезно решение. Може да стасаме и до тоа. Пржевскиот договор произведе Беше многу компромисен. компромисни решенија кои беа преседан во однос на тоа како една држава нормално функционира. И јас лично не сум согласен со тоа повторно да имаме принцип на пржевска влада со дупли министри, со дупло ова, дупло она, со такви Ајде, работи. слушаме Дамјановски. Бидејќи ја знам тежината Да, на тачно, раководењето имаше- со министерството и проблемот кој луѓето внатре ќе го имаат. Кога ја научите таа тежина за раководење Многу со брзо. министерство за 24 сата, не се учи. Да, тоа. господине, се учи Не, многу не. брзо. Со оглед на Овака тоа дека сега. долго време сум Рекорд е бил дека во национални државна интереси служба. се граници се одржат унитарноста, независноста, територијалниот интегритет. Така. Тоа се тие национални. Така. Кој ги руши границите? Вака се. Која е независноста, која е територијалната унитарноста? Дали унитарноста само, таа е сега дискутабилна. Добро. Што е унитарност? Унитарност е кога во една држава има само едно собрание. Има е. само едни Така. Институции на државно ниво. Нема Централно. дупли институции. Така е. Така ли е? Така. ли е? Сега, кога вие, не вие лично, не вие. Добро, можам и ја лично, пошто гледам фокусирани Добро, сте на добро. мене и со лични навреди, вака, па Не, нема проблем. апсолутно. Јас се извинувам, Нема ако проблем. навредам. Немаше. Јас се извинувам, не мислам да ве навредам. Јас се извинувам. Нема проблем. Не мислам да ве навредам, констатирам оно што е. Сега не можам ја нешто да Некој од генерален секретар на општина дојде у министерство па го научи да го раководи вака, нели? Некој кој работел цел живот за 24 во сата, министерство и тоа така, не некој кој е сваќам. универзитетски професор, Добро, нели, не може извинете, да не сте разбере биле како 24. функционираат Или сте институциите научили на све, системот, окей, а извинете. вие кои 25 години Добро, работите јас се собрание извинувам. во законодавно-правната комисија или не сум знам во која, во законодавна, уставната комисија, не знам како рековте на Не, бев почетокот. устав, да не разговарам Дека лично, ги Дамјановски. инстанците работите по Дамјановски. прашање на уставот без Андонов, грешка го направите со француски устав. Ве молам него без не лични квалификации да се држиме за не, темата просто за тргнавме која што во таа почнав. насока. Ве молам да. Унитарноста со победник веднаш е нарушена. Мултинационалноста,
Така се победник согласувам со тоа. веднаш нарушено. Со победник Значи, со кој ја победник? руши унитарноста? Кој ја договори победник со победник? СДС? Не. Добро, не прашам кој. Не, да го објасниме тоа. Извинете. Тоа се мамките кои ги гледате. Ајде кажете кој. Нели, Ајде кажете. како го договори? Кој беше кумот на таа приказка? Нашите пријатели од Европска унија. И јас лично не се согласувам со... Кој Витка Кичма? Ја лично не се согласувам. Идеме така. Само полека дозволете ми да кажам се, немојте да напаѓате така. Не напаѓате. Значи, јас се согласувам со тоа дека ВМРО ДПМН во тоа време не изигра како што треба, од моја гледна точка. Зошто? Затоа што прифати уцена од надвор. Кој Витка Кичма? Да. Прашајте го Бранко кој свитка Кичма. Не, па за ова зборим се, не видите вие Бранко. Не, прашајте го. Ајде видиме што направил па... Прашајте го Заев кој Витка Кичма. Како викаше да ја свиткаме Кичмата за името, така? Еден збор, еден витка. Еден збор, една витка. Така? Да ви кажам. Не е баш така. Така е. Не. Ако Ако е за вие така, дека ако е за така, Груевски, али го натерале. Не. Така вие Ако велите, е не за ја. ако е за така, Јако сега сум ти вие ми домашно. извлечете зборови, знаете, од уста и вметнувате ама се, не, играте кој со се- бави. Ворете, ако вие сега рековте. ќе си поигруваме со тоа кој како кажа. Така? значи не сте кажале. Не, еве вие како кажавте сега. Нели Заев рекол, па Заев прифати албанска платформа за да добие 67 мандати. Повелете. Чиста приказка. Прифати за разговор. Каде у програмата му е Која е има. разликата помеѓу тоа ја ви прифаќам платформа за да разговарам? Еве вие рековте дека Прифаќам Заев да ја прифати. разговарам за платформа. Заев ја прифати платформата која е проти антимакедонска да разговара за неа. Да видиме. И врз остав на неа доби 67 мандати Нити да формира Заев, влада. нити- Тоа не ми гарантира дека нема да ја распуди Нити државата да Заев. формира влада. Доволно кажавте, мислам дека со ова и дебатата во многу се истрпи бидејќи ми Нити заклучивте, Заев, ни клучна Груевски точка ми немаат кажавте. право да сопрат нешто што е со точка ми уставот кажавте. дозволено. Клучна точка Нити ми да го кажавте. сопрат, па ќе го Клучната повторам. точка ја Ни кажав. Заев, ни Груевски Многу немаат лесно право да од тука натаму не ќе да манипулираат, не дозволат нешто што е лесно уставот. и во програмата така наречена Владина Заев што ја кажа стави многу точки под кои точки сака да манипулира со донесување на закони кои ќе ги протневи Ама вие се во уставот. предпоставувате, живеете на предпоставки. Не живеам на Имате ли реален предпоставка. живот? Еве го вашиот реален збор, Платформата беше не дека постои. Заев ја прифати, како не постои кога ја прифати сега за разговор? Правниот собрание правниот чита систем не платформата. постои. Ама па во Нема прав, да биде буквален. нели во Не само. Во правниот систем постои. готово, јасно. Значи вие играте во приказката. Играње како ви одговара. Како? Платформата се наоѓа во собрание, чита во собрание. Па чим е така, значи ајде да се понашаме по платформата, ајде да се понашаме чим постои. Не сакам да се понашам, затоа Ајде, ќе како борам што за пише тоа. во платформата, ајде да го реализираме, ајде идеме да правиме. Не, Тоа еве се да го реализира. ВМРО го Тоа се спречува. предпоставки. Ајде да Не се го предпоставки. Што? Не се предпоставки. Како го спречува? Па нели се плашите? Дамјановски. Двојазичност имаше ставено во програмата што се ја представуваше штаб за влада. Двојазичноста два пати се менја законот за двојазичност. Немојте и кој ги менја, тоа вие кажете, не ја. Вие кажете само не смете да кажете. Ама сега ајде на назад, ќе се вратиме на назад. Кој го смени уставот, кој го смени знамето, не. кој се откажа од македонското малцинство? Кој го смени устав? СДСМ. Кој устав го смени? Промени на уставот за откажување од македонското малцинство. Така? Значи таму отидовме са таму. Па ајде сега, ако тереме корени да видиме од каде што, да. Сега И јас треба да гарантирам кажам- дека идеолошката матрица на СДСМ ја е да така. бранам СДС. Не Така, бранам браните? ја. Не бранам ја. Браните Бранам како ја. што браните ако не Ама вас браните? величи све што не е како кај вас. Не е така. Не е така. А вие ни да аргумент не дадовте. Како вие како граѓани на Република Македонија и државен службеник се согласувате со редефинирање на државата, така? Кој ја редефинира? Заев. Ама мислите Прифаќај- дека ќе редефинира? Не. Вие кажавте дека прифатил да разговара за платформата за да добие 67 мандати. тоа е редефинирано ли е државата? Ама што е ако не е редефинирано? Е, па како е редефинирано? Како да Вие кажам ќе прифатите ја да ви дојдам дома и ќе работиме ние. Ама така, не? манипулирате, господине. Ама немојте се. Оливер. Не манипулирам. Заев конкретно. Одговарам на вашите вие опити велите да го Заев, се релативизирате. на Заев. Ама вие се обидувате да го Заев конкретно ви релативизирате. рече. Политичкиот дискурс на СДСМ се обидувате да го релативизирате. И тоа ви е основниот проблем. Од него да правите баук или нешто готово пропадна баук. све. Сега да ви кажам. Може ли да- Господине Дамјановски, да излезеше Заев со чиста економска програма, со формирање на влада врз економски основи, не спомнувајќи промена на јазикот во насока на двојазичност, на бинационалност, на помислување на рамки на рамковен договор, не знам, на редефинирање на државата, на кантонизации, на не знам, на се она што има. Победник не е бинационалност. Не.
Па зашто не каже победник меѓу сите националности, македонците и сите националности? А зашто му победник меѓу македонци и албанци? Ама не Чим не тоа- сакате, ако не тоа, како не? Тоа беше политички принцип, а не беше законски спроведена одлука. Ајде, рековте све, па ништо не кажавте. Ама немојте така како се Па како зборите така? Очигледно е дека Ама како флоскулата зборите не е бинационално? рече се ништо не каже, добро сте ја совладале и упорно ја повторувате во емисијата. Таков против... Не, јас па јас убаво ви кажам тоа. Што ми кажавте? Се дека е бинационалност? Значи не е бинационалност, победник меѓу македонците и сите националности. Не е бинационалност, бидејќи И да тоа е правиме- политички договор за формирање влада Меѓу кого која и кого? функционира. Меѓу кого и кого? Не, полека се, меѓу две политички партии. Која функционира во услови кога не постои никаква тиранска платформа и не знам што би ја загрозило државата. И тоа е политичка одлука. Што ја загружи? Значи, Заев да истапеше со конкретна економска програма и да потоа формираше влада со ДУИ. А зашто за Тоа Заев? што Вие се требаш да допитате. кажете, тоа е и готово да биде окей, а? Вие ќе му кажете на Заев што да каже или ја на вас да ви кажам што да каже? Јас кажувам мој лични Заев си кажа, ама вие не сакате да кажете што кажа Заев. Многу знам добро што кажа Заев. Барањето е нивно, јас лично рече Го прифаќам. Чекајте. Така кажа. Прифаќам разговор, доврши реченица, не може да глумите. Еве го вашиот однос на платформата. Прифаќам, ама не доврши, го прифаќам и каде Така е, прифаќам да разговарам за тоа, дајте ми мандат да формираме влада. А лично. А што сум... Чекајте. А лично не прифаќам. Лично. Ни грб промена на грбот. Ајде. Го рече тоа јавно на И телевизија. поезија ќе водиме, така? За жиците македонски не ми чепнете, И за македонски. и за македонски. Не, така е, Молам, господин Дамјанов. Србо, дозволете. Не го знам мотивот за ваквата заштита на Заев. Навистина не ви го знам. Реалноста, барам државата пропаѓа. Ни собрани, ни општини, ни влада, а правите држава. За државата. Па ова е против државата, не е повторно за државата. Ова е против Сигурен дека државата. има 72%. Ова дека го носите. Нека оди повторно на избори за државата. Зашто не? Албан се паци бират на платформата и што правиме? Супер, нека бидат. Србо, Еве го македонскиот манифест, ќе одиме со македонски манифест по собрание како платформа. Вака, господине. Немате мнозинство и Ајде да ви, па земавме. Андонов, дайте му... Само што не си ја продаваме државата. парламентарно. Само што не си ја продаваме државата. Дайте му звон на Ја Србо, ве молам. уништувате, не ја продавате. Не е Без собрание, без Дамјановски. Кој тоа ја влада и уништува? без- Кој тоа ја уништува? Па еве не дозволува да се формира ништо. Дамјановски. Кој рече дека не дозволуваме? Па не Се води може дебата у собранието. Не, дебата се води. Зашто се води дебата? Па кажав дека е законско тоа. Што сега дека не кажав дека е законско, нели вас кога ви одговара не си нешто по слушал, не си закон, слушал. а нешто по По сега. закон не даваат реплика, але не е по закон Кажав да ми дека збори. дека е законско. Кажате дека е Не, законско не крај. извртуваме. Кажете Не е дека е тачно. законско Не, крај. Реков дека е Платформата. законско. Еве имам Не, ама друго чекај, добро, решение. нема само да кажеш да избегаш sad. Законско реков. Али законско да поднесе реплика. А незаконски е во таа реплика за изборна комисија да ми збори за Назелно Пазарче. Не е законски. Која е мерката вие Не е како не незаконски. зашто збори, дали збори на тема или не збори на тема? Која е мерката? Па вие Кој имате рецензент мерка. имате некој собрание? Па кажува сега е у тема, сега е ван Значи, тема. работела е изборна комисија, избор Вие именувања, а кажете ќе дека се е збориме законско дека... крај, се е законско крај. Законско е реплика. Вие еднаш сакате да се Али водите по не закон, не а е еднаш се тачно. водите политички. Реков дека Или ќе се водите вака, или ќе се треба да водите се така. прекине ако да го прекине во говор ако е вон тема. Кој ќе одлучи дека е вон тема? Па тој председавачот треба да одлучи. Кој е тој човек што ќе одлучи? Видете, ова што Па го за зборувате рако на изгледа тој малку човек. смешно. Играте Само да малце чуем и Србов и се реклами. фаќате во стапица. Платформата. Платформата. Дозволете да Платформата. чуем. Да. Еве ќе го кажам и крајното решение. Почнете да набројувате кој е се овдека на унитарност. Така. Така, Дозволете да ми унитарна држава, кажавме дека има еден јазик. Унитарна држава има еден парламент, така. По тој парламент се подчинети сите општини, така. Заев сите институции. Заев бараше децентрализација, имаше запишано во својата предизборна програма на општините, така. Вети дека ќе можат и општини да составуваат региони, така. Добро. Вети дека. Што? Посебен буџет да имаат. Значи да имаат и посебен буџет. Добро. Сега што припати од платформата? Во платформата пишува тркалезна маса на сите албански партии, тело кое ќе има право да комуницира со странските амбасади во Скопје. Тоа мене ми личи на втор парламент, паралелно во Република Македонија. Или на влада може. Тоа е паралелно втор парламент или втора влада паралелно. Што има друго во унитарна држава? Една надворешна унифицирана надворешна политика. Добро. Во платформата се бара албанците да бидат вклучени во преговорите
со Грција и со Бугарија како додатно тело. Значи не во склоп на МНР, туку они бараат додатно бидат вклучени на запрашање каде што се разговара за нашиот национален идентитет. Добро. Со држави кои ни го Интегрирано гранично управување. интегрирано гранично управување и Само така со натаму. Косово и Албанија. Со сето тоа се урива унитарноста на оваа држава. Господинот Зоран Заев кажа дека гледа позитивно на платформата. Народот, граѓаните стравуваат дека со таквите ставови на Заев може да се доведе до имплементација на дел од таа платформа која ќе може да ја бутне преку закон. Добро. Со просто мнозинство или како го викате? Вие сте правник, нели? Сега ќе ви кажам како. Или квалификувано мнозинство. Јазикот може да го бутне. Еве сега правно ќе ви кажам. Само не со 61 пратени. Решението каде е? Нови избори. Добро. Бидејќи платформата е подметачина после изборите. Тоа е измама. Си го мамат и своето членство. Јазикот постои од 91 Не, платформата Социјалдемократскиот сојуз си го лаже своето членство. Неговото членство може би гласало за нешто друго. Не ја знаеле може би Па нели платформата. викавте пред избори зборува у Швајцарија? За јазикот. Ама јас, абе сега јас борам како Никола Србов. Ама некој нешто е вистината, не дали Србов. Дали Заев збореше за јазикот пред избори? Може би некој од Социјалдемократскиот сојуз гласал некој. бидејќи бил задоволен, не бил задоволен за одредена точка, не знам. Овој документ е постизборен документ. Факт е дека Постизборно Значи, потпишан, платформата- а точките се 20 години се платформата тези точки. мора да се стави на предвремени парламентарни избори. Доколку мнозинството граѓани на оваа држава ја се согласат, гласаат за платформата, тогаш не може никој жив да ги спречи да се имплементира таа платформа. Тоа е просто решение. Сите Стоп, точки од Стоп, платформата, Дамјановски, ве молам. сите точки од платформата се 15 години се вчера. Имаме уште малку време. Одиме со реклами, потоа вие да одговорите на ова што Србов го постави како теза. Аргументи, имаме уште 5 минути до крај. Србов постави некои тези, Дамјановски, ве молам, околу тоа, околу унитарноста, повторно ги постави тезите на кои што понуди излезно решение избори, на кои што повторно би се понудила платформата и тогаш граѓаните би одлучиле во старт, значи пред да влезе во некоја правна процедура за која вие говорите, како глас на народот, кога тие би дале поддршка, тогаш, значи како изборите, како едно решение. Дали е тоа компензација за ова што го велите Сега вие? ви кажам, контрадикторни се во дискусиите, затоа што велат ова е нешто ново и као основ за нови избори, пошто ова е постизборни барања на албанциве, на албанскиот блок се постизборни барања, не биле предизбори и затоа преварен е народот да правиме нови избори. Апсолутно не е точно. Постизборно Секоја објавена- точка, ви се молам, секоја точка, скоро секоја, семо на геноцид тие глупости, тоа не навлагам во тоа, мислам тоа е за отворање, али секоја точка, и за јазикот, и за грбот, и за знамето, од 90-та година, од формирањето на државата, они си го постуваат као барање. Си го имаат као барање и не поминало никогаш. Не треба воопшто да се плашиме. Нека си дадат они, си дале таа платформа. Ќе си дојде во процедура, си има пратеници, да видиме дали може да помине. Не може да помине, Заев и да сака да моли на не знам каде да моли, не може да му помине. Добро. Пошто и сам си дека е против. се од 91-а, но И никогаш не биле уцена за да плюс- се состави влада. Оставете бе уцена. Просто едноставно. Барање може секој, кој вие што кажете, секој нешто да си бара. Да. Но кога ќе се стават тие барања како уцена за составување на влада, е тоа Еве ќе се остават влада, ќе се остават влада. Ама тоа па ќе не може да ги сериозен донесе. проблем. Ево он прифатил. Ги навлекол Заев да прифати. Прифаќам да разговараме. И овие му дале Као ги навлеча со 70.000 албански гласови се дадени на навлекување, господине. Тие не се луѓе. Вие верувате, Тие не се луѓе албанците. Вие вака Вие барате. вие вака политика двоење се- на си ја нацијава гледате. или што барате? 70.000 албанци гласале, барате ви зашто интеграција. Заев ги навлекол. Што се албанци? Не се луѓе. Немојте, абе, импутирате се. сега ми ветувате дека јас викам дека не се луѓе. 70.000 албанци, па што ако 70.000 Не, албанци? бе, Ама не. што е проблемот што се 70.000? Тоа е тој инженеринг за кој зборуваме цело време. Сега ја треба да, мислам, ако идам по вашата и логика, предизборен и постизборен. ама вие барате интеграција во Сакате да држава или зборуваме туку дезинтеграција? да се навраќаме Ма, вашите назад. све дезинтеграција. Од прислушкувањето да почнеме па дека платформата е прислушкуваш? крајниот продукт, дека е платформата на Прво викавте кој е прислушкувал Заев, Комбиња, Момбиња, кој се откри, кој е чутте, кој прислушкувал, не е битно, нели? Многу е битно.
Кои се откри? Па кој прислушкуваш? Многу е битно кој Кој прислушкуваш? Сте биле министер за внатрешни. Кој прислушкуваше? Многу е битно кој му ги даде тие информации на Кој Заев. прислушкуваше, некој му ги даде. Кој Тоа го прислушкуваше? зборувам во исти контекст го зборувам. Добро. Во исти контекст. Кој прислушкуваш? Чадорот кој му овозможи на Заев да се Ама ќе одговорите на нас конкретно. Кој прислушкуваше? Прашуваме нема Чадорот. Ајде се да видиме и сонцето и Египет на фараонот. Има правосудно осудени лица за тоа кои го работеле тоа. Има ли? Да. И све е така, не? Има. Значи, Има господин Домјановски Завршувајте. со тоа што господинот Заев беше ослободен од Катица Јанева да не одговара. па нормално. Нормално? Да, Браво, господин. Одма ќе ви кажам таа. Е, Може сега, 2 минути, не, може. Нема 2 минути. Не, јас сакам да кажам, И за овој и за овој открило истрагата. Јавно ќе кажам- Прислушкувањето е од Јавно ќе кажам, од УБК, а не од комбињата. Не, И како јавно може ќе двајца кажам, да ги тужи, да ги јавно ќе обвинува? кажам дека господјата Јанева лаже. А, тоа... Јавно го кажувам тоа. Можда, не знам. Врз основ на собствено искуство ви кажувам дека лаже. Завршувајте. Обвинението за Заев дека со комбиња И слушам, се затоа откри не дека им немало верувам комбиња, и значи за тоа обвинението што го нема направи прашање. Ја уште не знам кој открил. Сега, Кој открил? Па мене ми е жал. Министер. Мене ми е жал. Така. кој е. открил? Така е. Кој открил? Многу убаво ќе Нели се откријат комбиња- работите. нели Така е. комбиња нема? Министерот многу убаво ќе открие нели што е. Така? Во Ќе се открие, обвинението не се пишува дека комбиња снимале праеле. Во Се открил дека не се комбиња, во до обвинение обвинението- нема тишина и молим. Вака. И ќе се Завршувам. Заев е Крај, обвинет нема за тука уцена разговор. на државни институции, на државни органи, на Што ги функционери. оценува? Кој го оценува? Уценувал. Нелегално се стекнал со материјали, со нелегално монтирани снимени материјали. Кај монтирани се. Од кај вас, уште само вие Кај останате да се се монтирани. монтирани, Никој Македонија не збори више ке се монтирани. Па е не моја фабриката. Завршуваме. Никој не збори Македонија, прачи да го Чауш најдобро знае. Да. 3 милиони разговори од кој 1 Само милион вие кај Катица, викате други дека се се ги нема. монтирани. Така Ве е. молам, господине А вие Дамјанов, верувате дека јасно ми е чекај, како ова само. функционираат работи. Верувате дека МВР има капацитет 3 милиони разговори да сними? А Заев има капацитет, тоа си ми кажеш? Не Заев. Хајде, Верувате дека па, МВР има капацитет да сними 3 милиони Ма разговори? Заев е алатката Знаете ли преку што која е зборувате? работена Не, работата. Дали имате, кој има? да или не, верувате ли во тоа дека МВР може? Не ме прашувајте кој, дали верувате вие како човек дека МВР може да сними 3 Да. милиони 800 000 разговори? Пошто друг не може, само Да, може, да. имате, верувате дека има верувам. таква опрема? Никој друг во Македонија не може да го направи, Никога а? не зборува. Уопште не Се, наоѓа. значи, Чим верувате во тоа, Значи супер. фактот е дека постојат тие снимени Многу јака служба имаме. Многу јака служба. УБК не е, кој Ова е неверојатна Кој има служба друг имаме ние. можност? Ево, УБК не е. Кој е друг? Ние Кој има каква друг служба, можност? не знам кој Израелова испадна. Испадна. И Многу ти јака служба испадна. Ви благодарам, господа, ви благодарам за благодариме на поканата. жестоката дебата. Пробав да бидам колку што можам реален и искрен, кој сака нека Добро, верува, нека не секој има верува. право Да, да се каже. се гледаше реалноста на дело Видете, вака. видете, ова е За искреноста телевизија не сакам нова. да зборам Ова за лични дебата- категории, ама реалноста за вас. И овие Вие гледам. се отворени за Видов, сите, ја, па за сите видов. различни мислења. Не ворете, јас немам против. Ама требаше некој конкретен добро, што човек аргумент. да Да, говори. сакам да кажам, не би сакал да бидеме еднострани и добро што има што се отвараат вакви дискусии. Некојаш се подинамични, некојаш не. Сепак ви благодарам што издвоивте време. Јас се надам дека пак ќе ме викне, зашто ништо не успеав да кажам. Ова е битка. Дај организираме една емисија сам да оди на неа. Што ви гледачи, оставам на вас сами да ги донесете вашите заклучоци по една ваква жестока дебата. Ви благодарам за вниманието, вам ви благодарам за учеството во Благодарам. Благодарам. Но за старт, за да можам да одработам платата, Читување на функцијата која Андон, ја Немаш право да покраниш и тоа не можеш да направиш. Имам. добро, дајте само говори уште за вас. Сте саркастични колку што Дајте сакате, уште една минута господин реклами, а потоа да ги завршим. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го Заев. Чекай сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја реди. таму, ама до пола книга се одбележале. Нема да ја читаме цел. А ве молам режија.